И секаде ги слушаме потресни приказни за луѓе со хендикеп, за млади деца кои не можат да излезат без кал до колена. И тоа го слушаме години со ред. И тоа беше една од причините зошто го вградивме проектот кој го нарековме Македонија без кал. Целта ни е државата да бара и од општините, бидејќи тоа е преценивна задача, меѓутоа да ги стимулира и со кофинансирање од буџетот, за да асфалтираат и селски и градски улици. Затоа што зборуваме за Европа, спомнуваме 21 век, ама кога ќе погледнеме каде живееме, околу што живееме, како изгледа кога ќе ја напуштиме куќината врата, тоа не личи ни на 19 век, личи на Африка. И затоа да го промениме. Лоши градоначалници има многу низ Македонија, ама со добра власт и тие лоши градоначалници ќе бидат принудени да направат нешто добро за граѓаните. Ние во нашите политички критериуми, политички делови кажавме вака: јавни дебати секој месец ќе се организираат на државниот национален сервис, на МРТВ, каде што нема министрите од власта да си дискутираат сами со себе, како што тоа сега е случај. Туку каде што нашите министри ќе мора да се носат со неколкумина представници од опозицијата и да одговараат и на најтешките прашања. Така и денеска го поставувате многу важниот проблем со загадувањето. Не само во Кавадарци. Македонија е држава која според анализите на Светска банка годишно губи над 1200 луѓе, умираат заради загадување. И ние многу говоревме во македонскиот парламент за загадувањето. Кавадарци еден проблем, Скопје на тема загадување уште полошо стои. Практично дишеме загадување, дишеме прашина, дишеме најотровни субстанци. Македонската економија според иста анализа 230 милиони отприлике евра губи заради загадувањето и штетите кои ги причинува на македонските граѓани, да не збориме земјоделие и економија. Така што нема тука калкулирање, нема тука забранети прашања. И ние не велиме дека Македонија треба да бира помеѓу фабрики и здравје. Ниту ние можеме да живееме без пари и без работа, ниту можеме пак да живееме без здравје. И знаете што слушаме највеќе во малото стопанство, бидејќи правиме и средби со бизнисмени, велат вака: ме не мора многу државата да ни помага, ама дај ве молам нека не ни одмога. Тоа најчесто го добиваме како коментар. Не ни требаат ни многу пари, ние сме решиле, сме преживеале, значи нешто добро работиме. Ама аман од казните. Аман од желбата на инспекторите да најдат што лошо правиме. Не да ни помогнат, туку само да не казнат. Така што кај делот на мало стопанство кој е моторот на економијата, ние битни ни се големите фирми, ама главните фирми кои вработуваат луѓе во Македонија се илјадниците мали и средни фирми. Државата мора да излезе малку од бизнисот. Сега државата догуша е до бизнисот, сака таа да контролира што ќе се отвара, што ќе се прави, кој ќе се вработува и колку плата ќе се дава. Ама само за своите, не за другите. Тоа ќе правиме, ќе водиме политика во која ќе им дозволиме на младото стопанство да дише слободно и тоа да го тера бизнисот, тоа да се надпреварува. Факт е дека и статистиките во Европа за тоа колку наши луѓе бараат чаре на друго место ни покажува колкава ни е поделеноста во Македонија. Сега ќе ви кажам еден пример. Македонија се појави на 2 места во најновата европска статистика која вика колку граѓани добиле европско државјанство. И вака вели: речи си половина од бугарските пасоши ги добиле македонци, македонски граѓани. Втори поред по добивање на кипарски пасоши, замислете, се македонски граѓани. И знаете што е тоа приказна? Овие што ги зборевме многуте сиромашни кои немаат чаре, тие ќе чукнат на бугарска амбасада и ќе добијат бугарски пасош за да бегаат. А овие другиве малкуте, ама богати, тие за друг тип на чаре тропаат на вратата на Кипар. Парите најлесно е да се изнесат низ кипарски банки, најлесно е да се легализираат, најлесно е да избегаат од државата. Ете тоа и се случува на Македонија. Криминалните богаташи бегаат во Кипар, останатите без ништо бегаат со бугарски пасоши.